Во Кочани е формирана доброволна планинска спасителска служба Осогово, која главно ќе действува во источниот регион и ќе ја покрива територијата на Осоговските планини. Спасителската служба, како што информираа за телевизија Канал 8, е оформена како граѓанско здружение и за почеток има 27 членови. Тие веќе поминаа обука за гасење пожари на отворен простор, како и за евакуација и згрижување на настрадани лица, што ја организираше Дирекцијата за заштита и спасување. Ние сме у тоа здружение 90% излезени од армијата и од полицијата. И кои активни, кои се надвор од армијата. По зголемањето на посетата на пониква фалеше ни тоа и за тоа го тоа направивме за не дај Боже да можеме да помогнеме на луѓе да придонесеме нешто за нашиот туризам на овој дел. Иначе зимно лето нон-стоп ќе одредеме, моментално сме околу 27 души со цел ние петок, сабота и недела да имаме постојано дежурство. Оти тогаш фреквенцијата на луѓе, колку има најавени гости со соработка сме со Магнолија, колку имат гости ќе ни известуваат, ние ќе идеме покрај нив, не дај Боже нешто ако затреба и планираме да функционираме. Ако биде се по план, планираме да отвориме подружница и Телчево. Имаме побарување, истото да го отвориме у Струга, у селото Ливада, оттаму имаме од пријатели понуда за да го отвориме на наша лиценца работат, на наша дозвола, регистрација. Значи, секој што ќе сака да се придружи према нас, ние сме отворени, нема соработка, подпишуваме, нема никаков проблем. Дел од потребната опрема за работа на спасителската служба е обезбедена во соработка со Дирекцијата за заштита и спасување. Освен тоа, ќе се бара помош и подршка од слични служби од странство, особено од градовите со кои Кочани е збратимен или има долгогодишни врски. Според председателот на Доброволната планинарска спасителска служба Гоце Исајов, донации за набавка на опрема се очекуваат и од компаниите во регионот и пошироко. Во просториите на општина Виница беше означен почетокот на овогодишната програма Општинско корисна работа. Преку програмата ангажирани се 11 лица, кои откако ги подпишаа договорите почнуваат со активности во рамки на програмата. Таа е дел од оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за оваа година преку проектот Грижа за стари лица. Ангажираните невработени склучија договор во трајање од 9, односно од 3 месеци, со задолжителна обука од 3 месеци за лицата кои не поседуваат сертификат. За извршените услуги ќе добиваат паричен надоместок во бруто висина од 9000 денари месечно. При тоа, во оваа сума е вклучен и данокот на личен доход, како и осигурување за инвалидност и телесно оштетување, причинето со повреда на работа и професионална болест. Придобивките и целта на проектот се намалување на невработените, а со стекнување обука, поголема конкурентност на пазарот на трудот. Од друга страна, со програмата Општинско корисна работа се зголемува и социјалната услуга, а се подобрува и квалитетот на живење на лицата во социјален ризик. Градскиот базен во Кочани е подготвен за посетителите и со работа почнува од сабота 2 јули. Откако претходно беше испразнета водата, а базенот исчистен, повторното негово полнење е целосно завршено. Содржините и годинава ќе бидат слични на минатогодишните. Не е предвидена корекција на цената, па дневен билет ќе чини 100 денари, додека билетите за цела сезона се продаваат за 1000 денари. Градскиот базен се нуди како одлична варијанта за релаксација и опуштање, барем за оние кои ова лето нема да отпатуваат на море или езеро. Базенот повторно доби на популарност кога беа извршени одредени активности за негово реновирање, а беа поставени и лежалки за посетителите. Покрај големиот, летово во функција ќе бидат и двата помали базена за најмладите во долниот дел од комплексот. Посетителите на градскиот базен во Кочани во жешките денови, освен разладувањето во водата, ќе можат да се освежат и со пијалоци и сладолед на летните шанкови. Планинарските друштва од Македонија и соседна Бугарија годинава ќе се дружат на врвот Руен на Осоговските планини во рамки на меѓународната планинарска средба.
Дружењето е закажано за престојниот викенд, а организаторите упатија повик до сите рекреативци да им се придружат. Искачувањето на највисокиот врв на Осоговските планини го организираат планинарскиот клуб Руен од Крива Паланка, еколошкото друштво Здравец од Македонска Каменица и планинарското друштво Осогово од Кюстендил, Република Бугарија. Тргнувањето е внедела од градскиот парк од 6 часот со сопствен превоз. При тоа, секој учесник на маршот задолжително треба да понесе лична карта. Меѓународната средба на надморска височина од 2252 метра, колку што е висок врвот Руен, во изминатите години ги собираше влюбениците во планинските височини од Македонија, Бугарија, Србија и Хрватска, па така се очекува да биде и годинава. Должината на патеката што ќе ја поминат учесниците на маршот од македонска страна изнесува околу 14 километри во двете насоки. Петровденскиот турнир во мал фудбал продолжува со одигрувањето на надпреварите од А и Б групата. На спортскиот терен во гимназијата Љупчо Сантов се сретна екипите на Джинџер и Антура и Виктори и Масив Дизајн. При тоа, Джинџер беше убедливо подобар од противникот Антура, совладувајќи го со 6:0. Виктори исто така беше подобар од Масив Дизајн и забележа победа од 2:0. Дуелите од Петровденскиот турнир во мал фудбал продолжуваат со средбите Ауто Велт, ПЈЗ Панов, Македонија ВЛТ Градовци и Адренико Пролет. На овгодишниот традиционален Петровденски турнир учествуваат 14 екипи, распоредени во 4 групи. Со оглед што веќе се одиграа средбите од првите 4 круга во првото коло, познати се и дел од тимовите што ќе продолжат во борбата за освојување на првото место. Петровденскиот турнир 2022 е во организација на општина Кочани, а техничката поддршка ја дава Општинскиот фудбалски сојуз.